Добар ден, почитувани, стартува уште една нова Телма амбуланта. Статистиката за мозочниот удар укажуваат дека се работи за водечка причина за смртност во светот, но и за инвалидитет. Едно од 4 лица, постари од 25 години, ќе доживеат мозочен удар во текот на животот. Затоа е важно да научиме како да ги препознаеме симптомите и што да се преземе за да се спаси животот. За да се преживее мозочниот удар, но и да бидат последиците што помали, клучен фактор е времето, односно брзината на интервенцијата. Секоја секунда е важна кај мозочниот удар, бидејќи мозочните клетки со голема брзина умираат. Се за мозочниот удар денеска од разговорот со професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог од Универзитетската клиника за неврологија во Скопје. Но исто така ќе слушнете и една приказна од Надица Шиковска-Симиџиовска, која што мозочен удар преживеала на само 30 години. Започуваме веднаш по рекламниот блок. Останете на Телма. Кога ќе помислиме на мозочен удар, првата асоциација ни се повозрастни лица кои што не поминале баш добро. Но мозочен удар може да добијат и млади луѓе. Тоа и се случило на денешната гостинка, Надица Шиковска-Симиџиовска од Струга, магистар по економски науки, спортистка, конкретно се занимавала дуги години со кошарка, мајка на 2 деца, сопруга. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата. Ви имавте мозочен удар на 30 години. Да. На 30 јули 2021 година. Да. Проблемот ви започна со силна главоболка. Каде бевте? Да. Кога се соочивте со овој проблем? Денот беше прилично активен, 30 јули. Бев цел ден излезена и немаше никакви предвесници дека се подготвува мозочен удар. При враќањето дома имав силна главоболка, невообичаено силна, и за прв пат во животов побарав нешто за смирување на главоболка. Испив таблетите и се качив горе да се припремам за една семејна веселба. И тогаш падна во безсознание и од тој момент не се сеќавам понатака. Не се сеќавате во ништо на следните десетина дена, ако не се лажам? Да. Што се случило, што ви раскажа откако сте ја изгубиле свеста? Точно, значи во тие десетина дена моите повикале брза помош, ме хоспитализирале. На почетокот не знаеле дека станува збор за мозочен удар. Предпоставувале дека станува збор за исцрпеност и не превзеле никакви активности. Единствено направиле снимка на која што не се покажало ништо, снимката била чиста. Од таа причина не кренале ниту некоја паника, мислеле дека е исцрпеност. Меѓутоа на контролната снимка точно се видело дека станува збор за мозочен удар. Всушност биле лезија на мозочни удари, 4 мозочни удари еден по друг. И тогаш веќе точно знаеле за што станува збор и каков третман е потребен. Меѓутоа со оглед на ситуацијата дека првите 7 до 10 дена се критични да се повтори повторно мозочниот удар, така наречен акутен период, одлучиле да ме хоспитализираат во Охрид и првите 7 дена сум била хоспитализирана во Охрид. Од Охрид по иницијатива на тамошната докторка, за што и сум многу благодарна за одлуката. Одлучиле да ме испратат на Универзитетската клиника тука во Скопје, на одделот за неврологија, на интензивна нега, каде што бев понатака соодветно лекувана. Таму забележале дека вие не се сеќавате на ништо, дека немате меморија? Да, во принцип јас од периодот на хоспитализација во Охрид само се сеќавам дека дојде тамошната докторка и ме извести дека имам неколку часа да одлучам дали да ме испратат за Скопје или не. На тоа се сеќавате? Да, само на тоа најверојатно затоа што ми предизвикало стрес и паника и само тоа ми беше останато во сеќавање, но ништо друго не се сеќавам. Но транспортот до Скопје, тоа ништо не се сеќавате? Ништо, ниту на собата. Баш од тие причини за да не се паничам, моите одлучиле да ме сместат во апартман сама, без други пациенти, за да не предпоставам
каква е ситуацијата. И во тој период не се сеќавам на ништо, единствено во сеќавање ми се само сликите од хоспитализацијата на интензивна нега на клиника. Кога се освестивте на клиниката за интензивна нега на одделот за неврологија во Скопје, знаевте ли што се случува со вас? Знаевте ли каде сте? На почетокот не од тоа што сега се сеќавам, знам дека воопшто не бев свесна колку е сериозна ситуацијата, ниту пак знаев каде сум. Често се случувало да се разбудам, да прашам што се случува со мене. Моите ми кажувале само дека се е окей, се ќе се среди. Меѓутоа сум знаела дека нешто не е окей што сум во болница. Сум предпоставувала дека е сообраќајка и постојано сум прашувала дали се сите окей, дали децата се окей, предпоставувајќи дека сум била во кола со децата. Моите ме тешеле дека да, се е окей, се е во ред, само ти се слоши во реци и потребно е само да ги движиш рацете и да мрдаш, да вежбаш. Во тој период, додека не сум била свесна, сум ги слушала и сум вежбала. Тоа е за периодот во Охрид, меѓутоа кога се врати во Скопје на клиника и кога видов каде сум, од паника и од стрес не бев подвижна, да кажам, ментална бариера имав да се движам цел месец. Кои ви беа последиците од мозочниот удар, освен што ви се рефлектираше проблемот на меморијата? Од мозочниот имавте ли физичка некаква одземеност? Физички ми беше одземена десната страна. Значи десната рака, десната нога. И имам намалено видно поле со десното око. Во принцип, механичкиот дел, моториката постепено ја враќам, што се однесува на моториката, и психолошките проблеми остануваат да се работи на нив подолгорочно. Така, секако тоа не е мал проблем, психолошкиот дел, шокот што се преживува и прифаќањето на сето тоа што се случило. Како го доживувате тоа во моментов? Во моментов не толку страшно како што го доживував на почетокот. На почетокот беше еден огромен шок, никогаш не сум предпоставувала дека такво нешто може да ми се случи мене заради особено на 30 години. Да, и заради животните навики и начинот на живот кој што го негував. Не предпоставував Живеевте здрав животен стил? Да, прилично здрав за денешно време, да. Од исхрана до движење и сите работи. Меѓутоа, кога сватив дека доживеав мозочен удар, како не знам, некој прекин, некако да се повлече некоја линија и едноставно се парализирав ментално. И не можев да го прифатам фактот што ми се случило и како понатака и што носи утрешниот ден. Така да остана да работам и на физичкото опоравување и на менталното. Физичкото бележеше поголем замав, меѓутоа психички, духовно, ментално сватив дека е процес кој што не завршува, едноставно секој ден се трудиме да сме подобри. Што ви рекоа, зошто добивте мозочен удар? Мозочниот удар беше резултат на вродена срцева мана. Знаевте дека имат? Не. И покрај тоа што како спортиста бев на различни прегледи, никогаш не се посомнева, немаше некои немаше некои индикации кои што би навеле да се посомневаме на вродена срцева мана. Меѓутоа, кога дојдов на универзитетската клиника, веднаш докторките кога увидоа за каков случај станува збор, за млада личност со здрави животни навики, со одлични резултати на крв и така натаму, знаеа дека можна причина за мозочниот удар е вродева срцева мана и по нивна сугестија направив испитување кое што да ја потврди вродената срцева мана, отвор помеѓу левата и десната предкомора, каде што се меша прочистена со непрочистена крв и кое што е склоно на правење тромбови кои што директно заминуваат во мозокот. Да, можеби затоа немав никакви, да кажам, вообичаени симптоми кои што навестуваат. Да, кои што нешто би не навеле дека има мозочен удар за да реагираме на време. Го решивте проблемот?
со срце. Да, да, благодарение на мана. паниката и на паничните напади кои што ги имав затоа што бев нон-стоп под стрес да не се повтори. Да, за да не се повтори. Од клиника излегов на 1 септември и веќе на 13 септември имав закажано интервенција со цел нели и психички да си го намалам товарот и да се заштитам од понатамошни идни мозочни удари. Така се заштитивте од понатамошни идни мозочни удари, но психолошки, психички се смиривте ли? Стравувате ли се уште дека може да доживеете уште еден мозочен удар? Или тој товар ви падна од плеќи? Не, ми падна тој товар од плеќи, со самото тоа што нели го затворив отворот, меѓутоа сликите од клиника често ми се навраќаат и да кажам ми будат спомени. Се сретнавте со секакви приказни таму? Да, особено на интензивна нега со многу тешки случаи, со различни судбини. Меѓутоа секој ден нели стануваме се посилни и се трудам да ја навладеам ситуацијата и да не дозволам надворешните влијанија да ми го рушат внатрешниот мир. Вела, тоа што нема да те убиете прави посилен. Да. Се чувствувате ли сега посилна? Да, дефинитивно. Претходно за себе сметав дека сум прилично психички стабилна и силна, меѓутоа ова искуство ме направи да сватам колку ствари сум јас ранлива и колку надворешните случувања може да ми го смена светогледот. Но ова искуство ме промени на подобро. На почетокот често се преиспитував зошто точно мене ми се случува, зошто точно сега. Од денешна гледна точка знам дека беше како некој аларм за будење и дефинитивно ме направи посилна, подобра од тоа што бев претходно. Што променивте, например? Променив многу работи, кои што за денешниот модерен човек, да кажам, се неважни. Меѓутоа, сватив дека тие ситни работи се тоа што не прават луѓе и нешто кое што никој не може понатака да ти го земе, едноставно го носите со себе и никој не може да ви го измени, ниту да го одземе. Сега сум, можам да кажам, посреќна во сопственото присуство и сакам да си ги минувам деновите и моментите понекогаш сама и да уживам во сопственото друштво. Да си посветите внимание и на себе, што повеќе велат толку подобро. Да, и да не се чувствувам себично ако не го поделам времето со некој друг, едноставно сакам тоа време да е за мене. Одите се уште на рехабилитација, предпоставувам? Не тој процес во однос на рехабилитацијата. Работев со физиотерапевт во однос на моториката, а за психичките нарушувања, за паничните напади имав терапија онлайн со психотерапевт и потоа продолжив самата да се надоградувам и да барам начини да ги надвладеам ситуациите и паничните напади. Првично да ги препознам, а после да си развијам некои сопствени техники како да ги надминам. Ви се врати сосема мобилноста на десната страна од телото? Да, тотално е вратена, меѓутоа фината моторика се уште не е 100% вратена. Вежбам обично боење на боенки за возрастни мандала, играм со децата со лего коцки. Од неодамна пробав повторно да ги возам ролерките. Не е како што беше, ама нема да се откажам. Можете да спортувате и понатаму, што велат, бидејќи се занимававте со кошарка? Да, докторите ми препорачаа после интервенцијата на срцето да продолжам со вежби со низок интензитет, значи ми препорачаа пешачење, дефинитивно да бидам физички активна заради тоа што треба да го навикнам мозокот повторно на тие движења, да го научам, а тоа се прави со повторување на движењата. Меѓутоа се уште балансот не ми е вратен 100% и такви вежби со висок интензитет се уште не сум почнала да ги правам, меѓутоа не исклучувам можност
Велите дека мозочниот удар, тоа што ви се случи, ве промени на подобро. А што значеше тоа искуство за вашите најблиски, за семејството? Видите, јас верувам дека тој период, дури јас не бев свесна за ситуацијата, тие помина низ вистинска голгота, значи тие свесно го помина тој период и знам дека и за нив остави трага. Не можам да зборувам за искуствата на другите, меѓутоа знам дека беше многу стресно и дека и тие пораснаа исто како што и јас. Надица, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што со гледачите ја споделивте вашата со приказна со мозочниот удар. Ви посакувам многу здравје и многу убавини понатаму во животот. Да уживате во животот со полни гради. Ви благодарам. Почитувани, продолжуваме понатаму. Следна гостинка во студиото на Телма ни е професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог од Универзитетската клиника за неврологија. Професорке, добар ден. Добре ни дојдовте, да се поздравиме и вака. Добар ден до гледачите. Многу ми е драго што сум денеска тука со вас и да начнеме една интересна тема. Она што ретко кој го помислува, тоа е дека мозочните удари може да ги видиме кај млади луѓе, како што беше случајот со Надица. Да ги погледнеме првата вистина или заблуда, денеска ќе разрешиме повеќе дилеми поврзани со оваа состојба, која што вели дека причината за мозочен удар често е срцето. Еве можевме да видиме и од приказната на Надица дека еден отвор помеѓу комората и предкомората, ако не се лажам, значи вродена срцева мана довела до мозочен удар. Чести ли се? Кај млада популација, да, доста чести и најчесто ни се кај женска популација. И неретка приказка, и јас сега неодамна испишав пациентка на 31 година, кај која што направивме, не беше вака заглавена со 7 дена буквално без некој адекватен третман, релативно брзо на будење, клиничка манифестација со одземеност на раката и ногата, пречки во говорот, меѓутоа при будење го немавме оној точен податок за почетокот на времето, но со добра организација со колегите од Институт за радиологија направивме механичка тромбектомија, спасивме голема територија, беше многу сериозен крвен сад. Беше отстранет тромбот? Беше отстранет тромбот, да. Механички? Механички, да. Тоа е инвазивна метода, значи се влегува, немавме можност да дадеме тромболиза, тоа што обично го даваме, меѓутоа ќе говориме понатака. Кога и како? Имаме временски прозорец. Кај не се, да кажеме, оние втора пациентка каде што имавме мозочен удар при будење без точен податок за почетокот на симптомите, но успешно се изведе интервенцијата и спасивме голема мозочна територија. И кај незе, мајка на 2 деца, слична приказна, жена борец, жена која што е многу активна, која што многу работи, најдовме слична причина, односно Значи, 2 бременности поминати најнормално, децата веќе подпораснати, кај не се јавува ова што се јавува, односно настанување на мозочен удар, најдовме сличен дефект како кај претходната пациентка која што интервјуиравте и она е исто така со спроведена интервенција. Баш вчера беше на контрола во многу добра здравствена кондиција. Одлично. И со многу минимален инвалидитет на раката. Доколку навремено се реагира, инвалидитетот ќе биде мал? Секако, нас ни е тоа и борбата како доктори да апелираме, нели, да ја подигнеме свеста кај населението, мозочниот удар да се препознае, односно, нели, член на семејството да се предпостави дека се работи за мозочен удар. Нас ни е битно брзо пациентите да бидат донесени, да стигнат до нашата клиника и до други секако институции каде што се прави тромболиза на територија на Скопје, тоа и градска општа болница 8 септември, се со цел да дадеме адекватна терапија. Адекватната терапија е токму тромболизата, со нели специфичен лек се прави разградување на крвниот згрушок кој што се покренал од некаде од телото, како што е овдека случајот, или пак локално се создал, или пак се покренал од
поголема плака од големите крвни садови во посетни гранки во мозокот, направил, нели, прекина циркулацијата, тоа веднаш се манифестира. Затоа што нервното ткиво е специфично. Тоа не трпи недостаток на кислород. Колку брзо умира? И, значи, секунди, не се ни минути, во секунди губиме милиони нервни клетки, билиони нервни спојници и нас на вистина времето ни е драгоцено. Времето ни е многу битно за да можеме да ја дадеме терапијата. Кој мозочен удар е потежок, професорке? Дали од оно што настанува како последица на некој дефект во срцето или пак како последица на атеросклерозата? Па генерално атеросклерозата е болест која што ја гледаме кај постарата популација. Треба време, иако нели велиме почнуваме да старееме од самото раѓање и согласно студиите кои што ги има во литературата светска е дека веќе старееме од самото раѓање и имаме веќе атеросклеротични промени уште во детството, да. И затоа секогаш апелираме дека од млади години човек треба да се грижи за своето здравје, односно да спортува, да јаде здрава храна и да има добри животни навики. Во смисла секако да се избегнува пушењето, конзумацијата на алкохолот и нели во поново време мораме да апелираме и користењето на дроги. Бидејќи не е така ретка појава кај младата популација. Атеросклерозата е главна причина кај постарите и генерално тогаш веќе имаме посериозни крвни садови засегнати и во случај на атеросклеротична тромбоза ќе имаме и поголеми невролошки дефицити, односно поголеми во перспектива инвалидности. Кај младите имаме сосема други причини. Значи, постои голема разлика во однос на етиолошките причини кај младите и кај постарите. Кај младите предничат жените, и јас спомнав пациентка, и вие имавте пациентка, предничат жените, зошто? Затоа што сме уникатни во некои работи во однос на мажите. Уникатноста ни е во естрогените. Првично женските хормони, да. Првично нели во помлади години се прави превенција од бременост, нели се користат антибеби пилули кои што се сериозен ризик за добивање на мозочни тромбози, најчесто венски. Потоа нели е самата бременост. Таа знае да биде доста комплицирана и да ни даде проблеми, особено со тоа што имаме се постари првородки. Се одложува времето на првата бременост, биолошкиот часовник си е биолошки часовник, тој врви. Најчесто се тоа бременности кои што се хормонално поддржани и пак имаме ризик за добивање на мозочен удар. Постпартално, значи воколку не се, односно после породување, воколку не се следат некои параметри, може да имаме згуснување на крвта и повторно жената да е во повисок ризик да добие мозочен удар. Да ја споменеме и менопаузата, нели? И тука некогаш некои жени тешко се справуваат со тој недостаток на женски хормони, па се дополнуваат со естрогенска хормонска терапија, која што исто така ги воведува во една состојба на зголемен ризик од добивање на мозочни удари. Мигрената, исто така имаме пациентки, тоа е исто така женска болест, главоболка специфична, манифестирана на едната половина од главата, воколку е честа и воколку е комплицирана, пошто знае да имаме и комплицирани мигрени кои што знаат да со слабо стрнење на едната половина од телото, и таа го зголемува 2 пати повеќе ризикот од добивање на мозочни удари кај женската популација. И ако е тоа надополнето и со лоши навики од типот на цигари, епидемиолошките студии говорат дека 9 пати повеќе имаат поголем ризик да добијат мозочен удар. А што е со генетиката, еве да разјасниме уште една вистина или заблуда, одиме понатаму со следната дилема: мозочниот удар не е поврзан со генетското наследство. Па поврзан ли е или не е? Поврзан е, секако дека е поврзан. Значи, во семејството имаме примери со мозочен удар, има поголема шанса. Така е, секако. Начално имаме, тие се ретки состојби, не се толку чести, некаде околу 7% од исхемичните, нели говориме, бидејќи тие се најдоминантни, исхемичните мозочни удари се
со генетска обременетост. Ние секогаш кај млади пациенти кога ќе ни дојдат на клиниката веќе со манифестација на мозочен удар, правиме такви генетски тестирања. Таква состојба е, например, ја да ги набројам, пошто се многу состојби, таква состојба е, например, кадасил болеста. Таа е застапена 7% од исхемичните мозочни удари, покрај незе и карасил, слично на незе. Првата се наследува автозомно доминантно, втората се наследува автозомно рецесивно. Клинички се манифестирани со појава на леукоенцефалопатични промени во мозокот, со појава на атрофии на кортексот, на кората на мозокот и со други клинички манифестации. Генерално ни доаѓаат пациентите со повторувачки мали микромозочни удари, меѓутоа и развој на едно когнитивно пропаѓање, што нели не би го очекувале кај млади особи, но воедно и со други симптоматологии од типот на промени во однос на расположението, значи бихевиорални промени, но понекогаш и промени во однос на карактерот. Одеднашка нели стануваат малце поинакви одеднашка. Со текот на времето, тоа значи не станува збор за месеци, години, меѓутоа еден ран развој на симптоми кои што не би ги очекувале кај млада особа. Покрај тоа, тука не е и Фабриевата болест, и таа е наследна, генетски поврзана, и тоа се пациенти кои што се под висок ризик за добивање на мозочни удари, Мелас синдромот, и тука имаме исто така нели поврзано со генетска предиспозиција за добивање на мозочни удари, хомоцистеинемијата, таа не е пак почеста кај мажите, со една генетска мутација и една обременетост за хетерозиготност или хомозиготност на еден ген МТХФР, ама да не ги оптоваруваме гледачите, значи постои и монозиготна, меѓутоа и постои нели мноштво на гени кога ќе ни се соберат или варијанти еден ген или повеќе гени за да така е, кои што ќе не оптоварат да добиеме кардиоваскуларно или пак цереброваскуларно заболување. Одиме понатаму да разрешиме уште една дилема. Професор ке вели, тешко се препознаваат симптомите на мозочниот удар. Дали е тоа точно дека тешко ќе се препознаат симптомите или пак има некои карактеристични симптоми кои што точно укажуваат на овој проблем? И јас мислам, ако нешто може лесно да го препознаеме, тоа е мозочниот удар. Имаме скали, едноставни, прости, за кои што постојано говориме, еве вака и преку ТВ екраните, и со директни контакти преку хепенинзи кои што ги организираме со граѓаните. Едноставен е тестот, значи воколку се посомневаме дека некој член од семејството има мозочен удар, можеме да го истестираме. Независно што не сме медицински лица. Едноставно е, значи прво изгледот на лицето. Изгледот на лицето е променет. Се спушта едниот усе нагол. Секако ќе го прашаме едноставна работа. Како си, што ти е? Може да биде променет говорот. Воколку е променет или воопшто не ни одговара, или неразбирливо ни одговара, и тоа е еден сериозен знак дека е можно да се работи за мозочен удар, и ќе дадеме секако едноставна команда: подигни ги рацете, и воколку видиме дека едната рака тоне или не може воопшто да ја подигне, или со мака ја дига и веднаш паѓа, е исто така знак дека може би се работи за мозочен удар. И тоа е навистина сигнал, аларм, дека веднаш треба да се повика итна медицинска помош, бројот е 112, убаво е вака да се запамети. Најчесто во такви панични ситуации не ни текнуваат ниту еден телефонски број каде што треба да се јавиме, под навигација од страна на докторите кои што нели се на телефонска линија, секако ќе се препознае сето тоа, докторот доаѓа од итна медицинска помош и брзо треба да се донесе до единици каде што се лекуваат мозочни удари. Ова изгледа вака едноставно и нели можеби наликува дека пациентот за саат време ќе стигне до клиниката, но тоа не е така. Обично се прават грешки, шеќери, вода се мерат, притисоци се мерат, шеќери се даваат, шеќери, сол, не знам, се прават некои работи дека можеби ќе се помогне, ама тоа стварно е губење само на време. Затоа што и нам како доктори, кога ќе дојдат пациентите и веќе имаме сериозно сомнение за мозочен удар, ни треба време. Че треба да се направи компјутеризирана томографија на мозокот, треба да се направат лабораториски анализи.
треба да се направи чек-листа дали пациентот може или не може да ја прими терапијата, бидејќи не кај секој пациент можеме да ја дадеме тромболитичната терапија и значи и нам ни треба време, а временскиот прозорец е 4,5 часа за да веќе ја почнеме терапијата. Колку што е порано, колку што е побрзо, толку е подобро, тоа од нашето искуство го знаеме, колку побрзо почнеме, толку побрзо ќе направиме реканализација, односно нов проток, да кажеме, во крвниот сад кој што е запушен. И беа најдоважни вели важни се првите 3 часа од првите симптоми. И обично 3 месеца подоцна тие пациенти кои што ќе стигнат на време имаат помал инвалидитет во споредба со оние што ќе пристигнат подоцна, значи првите 3 часа се клучни. Првите 3 часа само се може да се даде таа терапија? Значи временскиот прозорец ни е до 4,5 часа за да направиме тромболиза, малку поширок за да направиме механичка тромбектомија, односно она што ви го објаснував на Институтот за радиологија што се прави. Но што побрзо дојде, значи време, мозокот е време и нас ни е навистина драгоцено времето за да спасиме што е можно поголема територија. Ако остане пациентот лишен од можност да се даде ваква терапија, зоната на оштетувањето, тоа за кое што ние се бориме, двојно пати се зголемува. И секако дека во перспектива ќе имаме поголем инвалид, да. Терапијата е магична. Значи сме гледале пациенти кои што имаат да кажеме и комплетна плегија и после давање на терапијата имаме или минимална слабост или пак воопште немаме. Значи толку е битно да се стигне на време. А има ли мозочни удари кои што не даваат симптоми? Тие ни се најголема мака, да, тоа се неми, така наречени мозочни удари, и тие се најчесто токму кај овие пациенти кај кои што имаме некаква генетска обременетост, кај кои што имаме некакви проблеми во крвта, како што е најчесто една абнормалност на хемоглобинот, или пак кај пациенти кои што имаат кардиогено потекло, како што пише нели пациентката која што ја интервјуиравте, или пак нели атриалната фибрилација која што е недиагностицирана. Тие знаат да поминат без клиничка манифестација или пак да бидат манифестирани како минорни или minor stroke, минорни испади кои што нели може да протекнат како незабележани, да траат неколку недели, да се повлечат комплетно и не се доволен аларм да се побара консултација со специјалист невролог. А како ги откривате? На магнетна резонанца, на снимка? Секако на магнетна резонанца, обично кога ќе се случи некој поголем ивент, значи по сериозно оштетување кое што ќе потрае подолго време, па тогаш ќе ги почнеме да ги правиме испитувањата или воколку ни направат пациентите знаци за когнитивно оштетување, односно мнестички потешкоти со паметењето, па кога ќе почнеме да ги правиме истражувањата, ние сваќаме дека вклучително нуклеарна магнетна резонанца, сваќаме дека кај пациентот минале многубројни мозочни удари кои што поминале без клиничка манифестација или со сосема мала минимална клиничка манифестација. А дават ли исти симптоми оние што се хеморагични, ако не се лажам, се нарекуваат мозочни удари каде што има излив на крв? Па да, тие се поразлични, секако и во однос на пристапот, и во однос на прогнозата, и во однос на клиничката манифестација. Генерално ризик факторите се исти, значи не баш идентични ризик факторите збориме, нели модифицирачки кај што делуваме. Обично се тоа пациенти кои што имаат неконтролирани вредности на крвен притисок, неадекватно пиеле терапија или едноставно пиеле, ама не делувала, високи вредности, ексцесивен скок на крвен притисок, најчесто после конзумација на алкохол, но и не мора да е. Имаме одлекови крварења и кај помладата популација, аневризмалните крварења. Тоа се аномалии нели на зидот на крвниот сад, тој знае да прсне и да направи крвоизливање. Поретки се 30%, 20% се за разлика од исхемиите кои што се 80% и тука доаѓа брутално клиничката слика. Значи одеднашка огромна слабост, кај црвен пациентот во лицето, често пати пропратено со повраќање, пореметување на свеста, пореметување на говорот, значи прилично лош аспект имате кај пациентот и тоа е работа која што и лаик
ќе ја препознае, нели? Третманот не е ова што го говоревме тромболиза, механичка тромбектомија. Тука веќе пристапот е поинаков, што нема апсолутно крварење. поинаков, бара малку поинтензивно мониторирање, бидејќи тука ќе имаме и покачување на интракранијалниот притисок, пореметување на многу витални параметри. Специјален лек нема. Борбата ни е само околу отокот, затоа што самата крв кога ќе се излее во мозочното ткиво се однесува како страно тело, прави притисок на околните структури од мозочниот паренхим и имаме уште повторно проширување на еден венец на исхемија, налик на мозочната тромбоза, кој што дополнително ни го оштетува нервното ткиво и ни прави влошување на клиничката слика. Ќе разрешиме уште една дилема, одиме понатаму со шестиот тело, вели мини мозочен удар не е толку опасен. Дали мини строук значи мини мозочен удар? Најнапред да ни појасните. Па да, по невроимејджинг техники, тоа е мини строук, мини мозочен удар, мали се промените на мозочното ткиво, но е аларм дека треба да ја бараме причината. Причината ја бараме секако со многубројни анализи, првично ни е кардиолошките притраги, да не пропуштиме никаква аритмија или ете ова што имала пациентката, отвор помеѓу левото и десното срце, мешање на крвта и формирање на тромби, срцева аномалија од друг тип, да направиме анализи од типот на трансфузиологија ги правиме CS протеин, AT3, антикардиолипински антитела, значи една состојба која што е ризик фактор да доведе до настанување на такви микромозочни удари. Генетските анализи ги правиме и тогаш нели овие пациенти ги ставаме под сериозна секундарна превенција, значи не е веќе примарна, него е секундарна превенција со адекватна терапија да ги заштитиме да не се повтори. Че прво треба да решаваме етиолошката причина, а второ и да ги штитиме да не настане повторен мозочен удар. Дали е ова исто што и транзиторен исхемиски атак? Па не е исто. Не е исто? Транзиторната исхемична атака е аларм. Може би ќе добиеш мозочен удар. И најчесто, скоро кај 50%. Тој аларм е исто како мозочен удар, ама се повлекува. По една дефиниција... се почувствува да, слабост, време ќе пречки во говорот, фацијалист, кој што ќе исчезне за неколку часа, максимум до 24 часа и ќе се повлече. И обично, нели, знаат луѓето да не побараат лекарска помош веднаш, тоа е многу сериозен аларм. Мора да апелираме дека тоа се многу ризични пациенти да добијат дефинитивен мозочен удар. И независно дали се млади или стари, пошто обично младите некако ги сваќаат како stroke-like мимични мозочни удари, лажни мозочни удари, невротски реакции и така натаму, независно ние сме тие кои што ќе одлучиме дали е тоа или не е, треба да се побара консултација со невролог. 50% веќе првата недела може да доживеат дефинитивен мозочен удар. Одиме со седмиот телоп кој што веќе го разјаснивте, вели мозочиот удар се јавува само кај повозрасни лица. Факт е дека возраста е ризик фактор. Значи, некои работи не можеме да ги смениме. Прво е старењето. Сите старееме и влегуваме нели со годините, особено над 50-та година, во една ризична група да добиеме мозочен удар. Полот кај исто е немодифицирачки фактор, не можеме да делуваме. Жена е жена, маж е маж. Жените предничиме во помлада возраст со застапеност во однос на појавата на мозочни удари, мажите пак ни предничат во постарата возраст, а пак жените предничат во лошата прогноза во постарата возраст. Смртноста е поголема? Смртноста за жал е поголема кај жените во однос на машката популација. Има објаснување зошто е тоа така? Повторно се хормонските промени по прашање или се уште науката не дала конкретни одговори. И третата работа, нели ги спомнавме гените. На гените не можеме да делуваме, меѓутоа ако сме генетски обременети, имаме во фамилија секако дека треба како идни поколенија да живееме со многу подобар животен стил, да ги избегнуваме навиките кои што ќе ни го забрзаат процесот да ни се експресионираат гените. Но имаме фактори на кои што делуваме.
Тоа се така наречени модифицирачки фактори и се многу брени. Прво е секако како прв ризик фактор покачениот крвен притисок. Тоа е нешто што е многу сериозен ризик фактор за добивање на мозочен удар и на крварење и на тромбоза и треба навистина строго да биде контролиран. Колегите кардиолози и светските и нашите постојано го повторуваат тоа дека нормален крвен притисок е 120-80, се толерира до 130-90, се што е на таа вредност е веќе недобро контролиран крвен притисок и е нели пациентот ризичен да добие како најчест ивент, односно компликација мозочен удар. Втората болест која што сакам да ја напоменам е дијабетот. Имаме и тука поместување на границите, се повеќе млади луѓе кои што се со јувенилен дијабет. На наша возраст, средни години, дијабетичари кои што го избегнуваат инсулинот, нели, долго се држат со апчиња, пошто така е полесно, нели, наместо да се боцкаш со пенкало, меѓутоа вредностите на шеќерот треба да бидат да се одржуваат со терапија во граници на нормала. Се што е над тие граници е ризик за добивање на мозочен удар. Дијабетот е тивок убиец на крвните садови, а мозочните удари се болест на крвните садови. Третата работа која што сакам да ја споменам се срцевите аритми и срцевите слабости. И тие пациенти треба адекватно да бидат заштитени. Имаме една огромна широка палета на нова генерација на антикоагулантни лекови кои што за жал не се фондовски, меѓутоа одлично ги штитат пациентите, дури и повозрастните пациенти и пациентите обременети со дијабет и со бубрежна слабост ги штитат, безбедни се да превенираат настанување на мозочни удари. Секако да не ги заборавиме навиките, многу сериозен ризик фактор пушењето, многу сериозен ризик фактор алкохолот и физичката неактивност. Физичката активност вела дека е исклучително важна. Исклучително важна и треба да пациенти, дека дури неколку чекори плюс во шетањето се бенефит. Се бенефит, така е. Никако нашите пензионери забораваат да прошетаат. Движењето е во домот, цел ден ќе се цупка покрај кујната, во кујната покрај тенџерето, но тоа не е движење. Нели, треба да се направи релација и за психичкото, и за физичкото здравје. Сликата од домот мора да се смени. Тоа е возрастна популација, обично се врзани во домот, но убаво е да се излезе. Да, убаво е да се излезе, да се прошета до продавница, од продавница малце низ паркчето. Секој чекорче ни е добре дојдено за да ја подобриме и пумпната снага на срцето и да си ги подобриме мускулоскелетниот систем и да си ја подобриме циркулацијата во мозокот. Значи да заклучиме, мозочниот удар може да се превенира. Секако мозочниот удар може да се превенира. Ги набројавте сите оние фактори на кои што може да се влие. Така е. Одиме понатаму. Со осмиот телоп, парализата е секогаш последица од мозочниот удар. Знаеме дека е водечка причина за инвалидитет, но може ли да се постигне целосно опоравување? Па да, ви споменав дека имаме пациенти кои што веќе после примање на терапијата се со комплетно повлечени слабости или после механичка тромбектомија, да не кажам, тргнуваат да стануваат од ангиографскиот стол да тргнуваат на ноза. Нормално не им дозволуваме, сепак правени се сериозни интервенции, но генерално ако не секогаш е така. Имаме успешни, имаме неуспешни приказни. Оштетување на мозочното ткиво. Се зависи колку ќе се оштети. Се зависи колкава територија ќе се оштети, каква територија ќе се оштети, и нели колку време ќе и што е и кој тип на терапија ќе се даде. Ако оштетеното ткиво, професор, ќе може да се регенерира? Оштетеното ткиво останува за секогаш оштетено. Ние генерално, дали ќе лекуваме на овој, он или друг некој начин, ако нели помине временскиот прозорец, се бориме за така наречена една зона пенумбра, за таа се бориме, да не се нели дополнително оштетува, бидејќи тоа се случува, значи тоа се воспалителни процеси, страда околното ткиво, се проширува едноставно зоната на која што е дефинитивно оштетена од прекинот на циркулацијата во тој дел од мозокот кој што се хранел со тој крвен сад
И што сакав да кажам, инвалидноста зависи од големината на територијата што е оштетена и зоната каде што е оштетена, но генерално нема очајување. Значи, некогаш знаат да ни излезат и плегични, и со минимални движења. Имаме втора етапа, етапата на физикална рехабилитација. Значи, во Заводот за клиника сега се вика за рехабилитација, медицинска рехабилитација. Имаме прекрасен тим, женски тим се, одлични докторки, со одлични техники се справуваат и ни ги опоравуваат пациентите, па веќе на втората контрола имаме битно подобрување. Па пак се спроведе физикална терапија и секоја наредна контрола имаме се поголемо и поголемо подобрување во однос на инвалидноста. Секако целта ни е пациентот да е оспособен сам да се движи во домот, да си одржува личната хигиена сам и сам да се исхранува. Нас и тоа ни е нели среќа на нив уште поголема. А што всушност прави мозокот во тие моменти? Нови делови од мозокот се оспособуваат да вршат одредени функции? Мозокот е чудесен, да. Нови делови се активираат, нови зони, превземаат други зони, активноста да се направи практично активација на тоа што ни е дефинитивно оштетено. Колкава е смртноста? Дали понатаму 1/3 од пациентите со мозочен удар ја губат битката за живот? Во светски рамки, 1/3 велат остануваат со траен инвалидитет, а 1/3 успеваат да се опорават. И понатаму е ваква статистиката? Таа е статистиката за жал и нели на светски неохрабрувачка е, да. Неохрабрувачка е, затоа нели ги правиме и во овие разговори за да нели пациентите што побрзо стигнат до институции каде што лекуваме да ја добијат адекватната терапија, што е можно побрзо и да немаме ваква инвалидност. Не дека не се случува, нели губиме битки. Најчесто ги губиме битките кога пациентите се обременети со мноштво на коморбидитети, неконтролиран диабет, неконтролиран крвен притисок, лошо белодробие со хронична обструктивна белодробна болест, лоша бубрежна функција. Тоа не се се фактори кои што само ни влошуваат да пациентот се извлече од новата актуелна состојба, односно мозочниот удар. Значи, многу е важно да се препознаат симптомите. Многу е важно, да. Се препознават едноставно и веднаш да се јавиме на лекар. Така, да за да ја смениме статистиката, да. Ви благодарам многу за вашето гостување. Навистина корисни информации во денешната Телма амбуланта. Разрешивте многу дилеми кои што се врзани со мозочниот удар. Па со новинар како вас, секогаш со конкретни прашања, јас мислам навистина доста многу прашања и нејасноти кај граѓаните ги станаа појасни. Професорке, многу ви благодарам. Исто ви благодарам на поканата. Јас им благодарам и на гледачите што не следеа и денеска и овој ден со внимание. Изгледа уште една Телма амбуланта. Заедно еве научивме многу нови работи поврзани со мозочниот удар. Ви благодарам уште еднаш на вниманието и следете на секој работен ден во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути фреквенција телевизија Телма. Пријатен ден.